Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за имунитетот, односно за одбранбениот систем кај бебињата и малите деца. Како се развива имунитетот, во кој период од животот е најслаб, како да се зајакне. За сето ова подетелно со денешната гостинка, доктор Аспазија Софијанова, директорка на Клиниката за детски болести во Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и ми е многу драго и чест што еве пред нова година ќе можеме да ги отвориме овие теми кои навистина и нас ни предизвикуваат секогаш, особено во овој период кога еве апропо на имунитетот и секогаш кога се менува климата, еве доаѓа веќе зимскиот период, станува малку поладно надвор и веќе ние сме преполни болниците. Детската клиника во моментов е преполна. Ви благодарам што дојдовте покрај многуте работни обврски. Како што реков, ќе зборуваме за имунитетот, како се развива на почеток е стекнат од мајката, подоцна бебето создава свој имунитет. На кој начин се наследува и кога настануваат главните проблеми? Кога всушност се губи стекнатиот имунитет и започува создавањето на сопствениот? Знаете како имунитетот е една многу специфична работа и практично некако како оди медицината напред и како се развиваат сите нови технологии, нови начини на размислување на човештвото генерално и на пациентот, односно детето од кога ќе се роди, па се додека не стане возрасен, на крајот на денот се сведува на тој имунитет и на таа генетика. И затоа таа имуногенетика веќе представува можеби најголем тренд во однос на сите иновативни технологии во медицината. Тоа што кажавте дека е стекнато, значи бебето се раѓа и при тоа бидејќи 9 месеци живее во утробата на мајката како фетус, значи дека голем процент од генетиката од мајката и од таткото ја наследува, со тоа и потенцијалот за создавање побрзо, поспоро, појако или послабо на својот сопствен имунитет. И тоа е она кое што ние секогаш велиме, многу е важна таа генетска предиспозиција за самото јачање на организмот, односно самиот одбранбен механизам кој тоа бебе, односно тоа доенче ќе го има во еден одреден временски период додека ги носи одбранбените механизми од мајката. Тоа е секогаш by default, иако детето не е никогаш математичка формула која би ја пресметували да кажеме дека е секогаш сега до 6-тиот месец и точно кога ќе настапи 6-тиот месец настанува нели нова промена. Тоа е практично нешто што е кажано дека е повеќе или помалку до 6-тиот месец, она што го има како транзиторно од страна на мајката, а потоа во исто време и го развива и својот сопствен имунитет, кој е многу важен и пак ќе кажам зависи од повеќе фактори. Бидејќи не сите деца до 3 годишна возраст, каде пак ќе кажам повеќе или помалку зацртано и докажано дека веќе го создаваат својот сопствен имунитет, своите одбранбени природни механизми за одбрана од сето она со кое што се соочуваме во надворешната околина, која практично ни е колку пријател, толку и непријател, особено на детето. И тоа се сите оние работи кои ние како лекари ги препорачуваме. Значи сепак да се внимава во периодот од 6 месеци до 3 години, бидејќи во тој период е убаво да се особено обрати внимание на исхраната, бидејќи таа влие исто така во создавањето на својот сопствен имунитет, да се обрати внимание на движењето на децата и убаво е да тие во тој период се повеќе или помалку во домашна средина, а понатаму како што треба и развивањето на социјалната компонента кај пациентите, односно кај идните возрастни деца, треба да биде помешана со одењето во градинка, каде... Зато некои педиатри не препорачува до 3 години посета на градинка. Еден од нив сум и јас. Иако знаеме какво е движењето на општеството и како ни се потребни секојдневно, нели децата да се мораат некаде да одат, бидејќи родителите работат и тоа се тие сите работи кои едно со друго се врзани и сега што е попаметно и што е подобро, ама нормално дека ние педиатрите препорачуваме она што е најдобро за децата. Иако пак ја речам јас и како мајка и како жена и како родител сум за тоа дека до 3 годишна возраст сепак мајката е многу потребна на детето, бидејќи од повеќе агли гледано не само од овој имунолошкиот аспект, од провоцирање на позитивната генетска структура на детето од една страна, а во исто време и компилација од создавањето на еден здрав организам кој колку почесто се разболува во тој период доколку се прати во градинка, самото дете веќе почнува да создава внатрешен енграм дека е болно и дека таа болест нормално дека непријатно или лекарот како таков ќе го чувствува како модел кој што постојано му нанесува болка, а убаво е некако да ги надминеме тие работи барем до 3 годишна возраст со заеднички разговор помеѓу родителите,
загриженоста на родителите, самото дете и ние лекарите. Имам уште едно прашање поврзано со доенчињата со малите бебиња. Дали доењето има улога во стекнатиот имунитет, односно подобрувањето на имунолошкиот систем кај најмалите и дали има логика на правило првите 40 дена да не се примаат посети? Да. Го поставивте правото прашање кое мислам дека е и практично лого на целиот овој разговор. Велат некогаш отишла медицината напред. Јас секогаш ја почитувам и многу читам и се надоградувам со сите овие иновативни техники и со се она што ќе го кажат моите колеги кога ќе се сретнеме на тие големи симпозиуми каде споделуваме нови размислувања, нели, и понекогаш и нормално и медицината е менлива категорија, и ако нешто можеби влијаело пред неколку години, сега можеби се менува. Тоа се тие така наречени стреч механизми на поместување на некои нешта, како се менуваат работите, но верувајте ми, никогаш не ги заборавајте старите. Јас велам, можеби оние од кои сме учеле, бабите, кои никогаш не случајно кажале 40 дена. Не случајно кажале мајчиното ексклузивно доење дека е најубавиот и најдобриот лек. Живејќи го овој живот, забораваме на она што во минатото не е, пак ќе кажам, случајно кажано. Тие 40 дена се клучни за адаптација, велиме, на новата средина. Бидејќи од средина која е затемнета, која е темна, која е научена дека е покриена, заштитена, одеднаш се наоѓа новороденчето надвор од таа средина и од фетус станува новородено. И токму тој период од тие 40 дена се велат дека се клучни за да може да се адаптира, да се види дека има светлина во оно што има ноќи темнина кога спие детето, дека има еден ритам на спиење, јадење, пак спиење и јадење. Тоа е еден ритам кој треба да се запази. Сето е многу важно тогаш на доаѓањето на мајчиното млеко. Хормонскиот дел неизин кој што исто така влијае за продукцијата на млекото. Тоа се работи кои што ние ги живееме, ама не сме свесни што се случуваат во текот на денот и како мали ситници влијаат. Еви сега мајките кога не слушаат, ја затоа велам, улогата на нас неонатолозите е огромна, бидејќи тука ги ослободуваме тие позитивни емоции, чувството на симбиозата помеѓу новороденчето и мајката, ослободувањето на млекото, кое представува најдобриот антибиотик, најдобрата храна за детето, особено на прво млеко кое го велиме колострум, кое содржи во себе најдобар процент и сооднос помеѓу протеини и липиди кои се важни за растот и развојот на бебето. И секогаш тие први 40 дена, никогаш понатаму во животот, новороденчето нема да порасне па и повеќе од 1 кило, односно да качи во килажа. Освен ние возрастните кога ќе дојдеме во позиција да тоа го правиме од други причини, па потоа ни смета, нели? А кај новороденчето е тоа што го пожелуваме. Тоа укажува дека неговиот раст и развој е нормален и е посакуван. Тоа исто така укажува и дека го доволно добро стимулира неговиот имунитет да почне да ги препознава сите надворешни фактори кои ние, пак ќе кажам, не ги гледаме и не ги чувствуваме, но ги чувствува новороденчето кога се наоѓа во позиција да биде, нели, веќе во новиот свет и да се адаптира на него. Во овој период од годината се отвара на клучно прашање како да се зајакне имунитетот на децата. Се спомнуваат имуностимулатори, имуномодулатори, се препорачуваат ли тие и од која возраст? Пак ќе кажам и ова сакам да го нагласам и верувам дека веќе граѓаните ме препознаваат по теоријата која што не е моја, тоа е теорија која ја споделуваме со моите колеги кога се дружиме на сите педиатриски здруженија и на нашите колегиуми кои, барем ако ништо друго, на 3 месеци еднаш се состануваме. Еве сега бев брзо пред месец дена во Загреб, каде што бевме сите балкански председатели на педиатриски здруженија, каде што го споделува мислењето. Улогата на имуномодулаторите и овие имуностимулатори колкава е. Пак се сведува на персонализирана медицина, на индивидуален пристап. Секое дете е само по себе приказна. Секое дете има своја генетска структура која доаѓа од неговите родители, наследено од неговите баби и дедовци, наследено од неговите прабаба и прадедовци и кој го прави посебна индивидуа. И затоа не можеме да кажеме на сите како во фабрика, нели, што имате, нели, ова ќе го направиме по дефолт за сите. Со пациентите и со децата не е така. Секој дете си бара свое објаснување, си бара свое евалуирање и си бара свој приот.
И затоа мислам и тврдам дека клучни се матичните педиатри. Сега малку имаме дефицит нивен, затоа јас ги мотивирам моите колеги од клиника и сум вклучена доста. Јас сум и на мој термин може да ме најдат секогаш, особено во тој ран неонатален период на адаптација за кој говориме сега, каде треба да видиме дали можеби на некој дете му треба имуномодулатор, односно имуностимулатор. Бидејќи ако гледаме дека веќе во самиот почеток почнува со одредено кашлање, кивање, евентуално јас морам да ви кажам во моментот одделот за неонатологија број 20 пациенти, 20 новороденчиња кои бараат вистински поагресивен пристап за да се извадат од овие вируси и бактерии што се во моментот ја имаат, да речем, нормално во периодот помеѓу есента и зимата и веќе ранава зима како што почнува, ги напаѓаат, особено најмалите. Се помалку гледаме, ама и гледаме, сепак не можам да кажам ние влијаеме на тоа мајките да си ги дојат своите деца, но и покрај тоа некои одредени вируси знаат да ги нападнат и знаете дека процентот на предвремено родените е драматично позголемен. Така. Значи ако порано броевме до 7%, сега можам да ви речам дека се 17 и тие бараат посебно критичен период во првите 6 месеци, каде треба посебен период да се види како се развива тој организам. Работиме и на воведување на вакцината за горнореспираторниот или така наречен најчест причинител на горнореспираторните инфекции, тоа е респираторниот синцицијален вирус или РСВ, која во Словенија и во Хрватска гледам веќе представува тренд и многу го намалува процентот на рано нарушување на белодробието. Ти знаете како тоа се развива организмот во оваа прва година. И ако вие почнете со рано со одредени инфекции кои како и да е ќе влијаат негативно и штетно на горнореспираторниот систем, тогаш сигурно дека чести ќе ни бидат и следните инфекции. Па пак често ќе ни дојде следна инфекција. Со вирусите не знаеме, не сме на чисто, обично често пати знаеме да ги третираме со антибиотика, тоа не влијае врз самата вирусна етиологија и врз нарушувањето на интраклеточниот механизам. И затоа сметам дека многу е важно да се тука прииде малку поразлично. Повеќе витамини, повеќе природен начин на исхрана на мајката, повеќе чист воздух, доколку може, значи да се некако користи периодот, да се можеби викендите кога родителите се поспремни заедно или мајката која сепак со своето дете тогаш го изнесува на чист воздух своето дете, затоа што на тој начин се пречистуваат сите тие токсични елементи кои исто така го провоцираат белодробието, односно успеваат на тој начин да му го намалат одбрамбениот механизам за кој говориме и да се накалемат при тоа вируси, бактерии и понатаму веќе да речам не е касно, ние приоѓаме со терапија, ама е време да се даде терапија, односно антибиотик. Доктор Софијанова, имаме гледачна линија, се надевам дека се уште чека. Добар ден, повелете, кој се јавува? Ало, добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Најпрвен поздрав до гостинката. Би сакала само да слушнам нејзино мислење се работи за 3-месечно бебенце. Која е препораката за вадење надвор? Сега кога е загадено, кога немаме можност да отидеме некаде на планина или Што би ни препорачала каде најчесто и кој временски период од денот да се движиме надвор, барем половина час, ако ништо повеќе? Така, благодарам што се Благодарам, да. Многу интересно прашање. Да, знаете како, ако за летото ваши не го вадите детенцето од 11 до 4, 3-4 сато кога е најако сонцето, овде е обратно. Во зимскиот период е убаво да се изнесат, обично се смета дека е најрасчистен воздухот некаде во периодот околу пладне. Значи тоа е обратно од оно што е во лето. Но има едно големо но сега за Скопје. Сега Скопје е голема загаденост, тоа сме согласни, сите сме го констатирали, можеби е добро доколку можат да го однесат малку, да речеме, ако можат да го однесат некаде на водно, барем на средно водно, ако немаат и такви можности, тогаш во домашните услови многу позитивно влијае озонерот или пречистувачот на воздух. Ако можат барем тоа да си го дозволат за своето 3-месечно бебе и некогаш да ја држат влажноста на воздухот повеќе. Немаме дожд, немаме снег, се уште постои таа, да речеме, магла, која што не ја приметуваме во утринските часови, или тој смог кој уште повеќе се накалемува и некако проветрувањето нема да ја заврши работата. Значи, самото вештачко проветрување би дошло добро со тие прочистувачи на воздухот и со озонерите кои малку го зголемуваат процентот на кислород, кој е важен колку толку, но не на вистински она што го посакуваме. Најдобро е природното проветрување. Тоа е природата, тоа се дрвата,
Тоа е она што да речеме го чувствуваат луѓето кога ќе се качат на планините. Јас се сеќавам бидејќи имам потекло од Крушево, дури во летниот период кога ќе се качам горе, а сакам да пешачам доста и кога ќе видам како прилеп доле го гледам или Битола од другата страна, навистина има голема разлика. Тоа е неверојатно колку се чувствува среќата и задоволството од чистиот воздух што се дише во тие места кои го имаат, ја имаат таа можност. Повеќе кратен бенефит. Кратен и задоволството тука се зема така предвид. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до гостинката. Имам 6 годинки керкичка. Од декември вируси кои ќе почнат веќе, ние сме нонстоп на антибиотици, некојаш и не ни делуваат, па идеме на инекции. Нешто за зголемување на имунитетот нас се кажа дека крениците мора да ги извадиме, меѓутоа ние, ете и по старите што кажале дека се филтер на организмот, не сме баш завадени на крениците. Сега земаме колострум, најверојатно ќе ни помогне, ќе видиме. Ваша препорака за зголемување на имунитет. И дали крениците имаат врска со тие препарати за зголемување на имунитет? Благодарам што се јавивте. Пак убаво прашање. Крениците се најголемиот филтер, како што кажавте и вие. Тој филтер особено ни е најпотребен до 3 годишна возраст, периодот кога и рековме дека и собствениот организам си го појачува, односно си го гради својот собствен имунитет. И до тогаш стриктно ние педиатрите правиме најголеми напори да можеме да го држиме тој баланс на евентуално често настинување, атакирање на белодробието, но филтерот повторно да остане тука, значи тука да се накалемат вирусите, бактериите и останатите негативни причинители. Веќе кога се повторуваат инфекциите, по протоколите наши ние велиме 6 инфекции во една година, ако се поврзани со крениците, тогаш веќе чинат повеќе штета отколку корист. И тоа е она кое што пак ќе кажам, а веќе е 6 годишно возрастно детенцето, убаво би било една добра проценка да се направи. Кост, бенефит, што се добива, што се губи. Ако детето често страда и како што велите вие нонстоп на антибиотик, кој практично го уништува животот, тогаш кој е бенефитот и на крениците во тој случај. Односно, нивниот бенефит веќе не постои. Тие само слушаат како можеби некое внатрешно размислување дека ги задржуваат дел од бактериите и вирусите, но некогаш не можеме да ги дочистиме до крај, бидејќи се истите зголемени. Често знае во задниот дел, ние имаме посебен израз ретротонзиларно, да настанат такви малечки абсцеси кои ниеден антибиотик не може, и самата мајка го кажува, тоа практично е резистентно на сите антибиотици. И тогаш е подобро да се извадат и да се тогаш размислува дали ќе има повторна инфекција, а на природен начин секогаш велам, она што нашите баби го готвеле, нашите мајки го готвеле, еве јас како родител или ние кои што имаме повеќе храна од поднебието, апсолутно нема подобро нешто од тоа. Спанаќ, брокули, па да речам овие природни салати што ги имаме. И сето она што на природен начин може да биде приготвено, а од друга страна се соочуваме со секојдневието кое не меле и не ни дава можност да можеме толку природно да живееме. И сега тој пак ќе кажам баланс, расчекор треба да го. Во вашиот случај имам впечаток дека можеби треба да се извадат крениците и ќе имаат поголем бенефит за вашето дете, со оглед на ова што го велите дека неколку месеци поред веќе примате антибиотици кои можеби повеќе ќе наштетат отколку што ќе имаат корист, а со вадењето на крениците ќе се ослободиме од оние скриени латентни бактериски токсини или вируси кои убаво се накалемуваат тука и чинат повеќе штета. Имаме уште двајца гледачи на линија, малку време, така што ќе мора да ги постават прашањата побрзо. Добар ден, повелете кој се јавува. Дали се слушаме? Да, ало. Добар ден, повелете, кој е вашето прашање? Би сакал овој докторка да прашам. Се работи за мојот внук 7 годишен. При обична игра овој многу се потчи. Значи, знаење тој е толку изразито што мора мајка му да го пресоблече. И после тоа, како настина да е овој носот, овој запушен и така. Иначе здраво изгледат, најнормално, инфекции нема други. Дали треба за ова потење некои испитување да направиме и така? Така, благодарам што се јавивте. Еве, ова е едно од прашањата кое што корелира со персонализирана медицина. Кај некои дечиња едноставно путните жлезди, особено во предпубертетскиот период, лачат повеќе. И нормално дека не сме сите исти,
Кај некои лачат повеќе, кај некои помалку, има луѓе кои што не се потат воопшто, има некои кои што дури јас сметам дека ова е многу подобро отколку да не се потат. На тој начин ги ослободуваат токсините. Затоа вашето дете е здраво. Вие треба да сте стрекни со тоа. Но има друга страна на приказната која е многу важна. Мајката ќе мора, таткото, фамилијата, значи ќе мора, веќе почувам да го губам оно чувство, нели знаете, само мајката, веќе тука сме фамилија заедно. И таткото мора тука да го вклучиме секогаш, да го пресоблекуваат бидејќи нели ќе се испоти, токсините се налепуваат и може да се случи при промена на времето, како што е сега ладно, да се тоа да дојде до настинка лесно. И затоа е убаво детето кое што се поти да има осет повеќе фамилијата да ја менуваат облеката или стано да си имаат за промена на облеката која во исто време повторно ќе си го зачува тој баланс на организмот, нели од вадењето на тие токсини надвор и затоа ве окуражувам. Не се грижите околу тоа, но секогаш имате во предвид дека кога ќе се испоти вашето детенце, да брзо го пресоблечете и да тоа го внимавате за да не настине. Мислам дека оние кои што го имаат обратниот не треба никакво испитување во врска со ова или затоа што ме прашавте, ме праша гледачот, ама понатаму бидете среќни, повеќе течности, повеќе ослободување од токсини, ете тоа е здрав живот. Така. И последниот гледач за денеска да го вклучиме. Добар ден, кој се јавува? Ало, добар ден. Жуки се јавува. Повелете. Вака, навистина задоволство како вашата гостинка фино објаснила. Да, секогаш е тоа така. Да, и така мило, природно, значи стимулативно, да ти е милија човек да слуша. И стручно, што е најважно. Да, кога го одземат, вика пријатното, задоволството од природното, па кога го обваќа, па го стегнува во мотора, таму многу убаво. Значи, стварно тераписки фино делува и милира да ти ја слуша човек, разбираш. Сакам да прашам нешто за и да ја гледа, нели. Дали тоа стресот го намалува имунитетот или нешто за, например, за децата или ако макар и за возрастите не се спие навечер, што е проблемот? Мислам, дали може нешто местото влие или нешто за спиење или како во таа насека нешто што би можело нешто или колку се намалува имунитетот од стресот, мислам, такви мисли би можело тоа се. И ај продолжуваме понатака да го ставиме вас да зборим, па да ве слушаме да уживаме. Ви благодарам што се јавивте. Прво ви благодарам за убавите зборови и сметам дека еден лекар не може да разговара на теми кои што се побарувани од страна на граѓаните и популацијата мора да го одржи нивото за да бидеме разбрани. Ако почнеме со премногу медицинска терминологија, тоа секогаш важи за нашите студенти и за нашите специјализанти. Јас исто така често пати кога испрашувам, ве молам терминологијата да ја зачуваме да биде на ниво на лекар со лекар, а друго е кога разговараме со пациенти, бидејќи мораме да им го доближиме тоа што е науката, да ја доближиме до народот, за да го свати зошто е тоа така. Вие па поставивте исто така еден многу интересен феномен кој го заборавив да го нагласам, а тоа е дали стресот влијае на имунитетот. Континуирано говориме за стресот, гледате дека секојдневието ни е исполнето со стрес. И морам да кажам дека сигурно влијае и тоа на имунитетот и ме подсетувате да дадам и во моментов да кажам дека и кај нас имавме случај со детенце кое поради стресот што му се случуваше во домашните услови, често страдаше од инфекции и јас како помлад лекар паметам едно дете кое месец дена од се го испитавме, тоа континуирано имаше 37,2 степени температури и некогаш го споменувам тоа кога држам предавање на студентите, а знаете што значи долг временски период да имате температура над таа, да речеме, граничната 37, која се уште сметаме дека е толерантна. Излезе дека има стрес во фамилијата, излезе дека има проблем и заради која има таа температура, значи стресот кај децата секогаш влијае и влијае и на имунитетот, на општото расположение и секогаш дозволува на тој начин полесно да дојдат и вирусите и бактериите во неговото тело. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, и да сумираме природна стимулација на имунитетот. Се гледаме повторно. Гледајте не и вие повторно секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.